Денес возиме Хавал, луксузниот бренд на Great Wall, а Хавал H6 е еден од финалистите на Златно тркало. Линкот е подолу. Океј, знам дека има многу што да се зборува за овој модел, но јас сега ќе се сконцентрирам на една работа, тоа е зошто е толку подобра опција од толку многу силна конкуренција. Прво и основно треба да изгледа модерно, уникатно, оригинално. Добро, тоа го имаме. Знам дека за дизајнот го гледате и не морам многу да ви објаснам, ама не можам да не истакнам дека пред се е масивен. Второ, имате агресивна предница. Трето, внимавале многу на ситни детали, пример тука под ретровизорот поставиле еден ласер кој што ги илустрира буквите на Хавал. Имате 19-инчни бандажи кои што изгледат многу добро и не еден, не два, туку 4 реални отвори за издувот. Најс, многу добро изгледа. И еден интересен факт за него е тоа што целиот дизајн е конструиран од Пиер Леклер, кој што е всушност дизајнер на BMW за моделите X5 и X6. Интересно. Второ, како луксузен модел треба да нуди богата опрема, тоа не се само кожни делови во интериерот, туку кожни седишта, грејачи на волан, грејачи на седишта, седиштата да се со меморија и тоа ги има 3 тука, подоцна дигитален дисплеј. Треба да имате инфозабавен систем кој што не треба го учите недела дена, тука е лесен за навикнување. Пример, тука ми се допаѓа тоа што тркалцето за вентилација со самото вртење веднаш ви се отвара на екранот целиот систем за клима уредот, можете да приспособувате температура, каде да дува, колку да дува, така да многу ми се допаѓа тоа. Подоцна да не заборавам дека треба да имате амбиентално светло, искористеност на многу меки и квалитетни материјали низ целиот интериер. Имате многу безбедносни системи кои што ќе ги изборуваме кога ќе почнеме да возиме, тоа ќе биде за кратко. И сега сакам да ви покажам една кул опција, тоа е автоматското паркирање, така да, ајде, одиме да го видиме. Океј, вака оди процесот за паркирање. Прво мора да дојдете на паркинг простор, нели, нормално. Да, ставите во драйв, одбирате опцијата за автоматско паркирање, одбирате на каков паркинг сакате да се паркирате, дали бочно или паралелно, и започнувате да барате. Во моментов јас намерно барам помеѓу две коли да биде, за да биде малце по-тешко паркирањето. Во моментов бара, добро, најде. Сега одиме во рикверц и од тука знаете. Самиот автомобил го контролира целата ситуација, ние сме тука само за да внимаваме ако во случај некаде оди каде што е опасно или ќе удри, така да само на педалите контролираме од време на време кога ќе побара. Од тука понатаму тој врти. Едната кола кога што гледаме многу поблиску паркирана до самата линија, така да ќе биде интересно паркирањето. Добро, одиме сега напред. Повторно одиме рикверц, сега да видиме како ќе се снајде. Еднава кола е птене блиску до линија. Добра. Сега бара пак напред. Аха, според камерава на 360 степени гледам дека ќе ја израмни, што е кул, затоа одиме напред, за да има рамномерно место за влегување и излегување од двете страни. Оп, јас сутнав брзина, се извинувам. Од трема, бидејќи не знам како ќе се снајде, но сега за сега е одлично. Вика паркинг комплетет, супер, ставаме во П и одиме да видиме од надвор како е. Сега на задниот дел ми се допаѓа прво што се отвара прешироко вратава, имате многу лесен простор за влегување и излегување. Второ, е доста удобно тука, самите седишта се удобни и ми се допаѓа што наслонот се регулира нагоре надоле. Трето, немате тунел тука доле, така да можат слободно да се возат тројца патници без да имат проблем со нозете. Кога ќе седите на другиве седишта, имате можност да ги бутнете седишта, односно нозете под предните седишта, да имате уште подобна положба. Тука доле имате два USB порта, што е супер, имате остави тука кај седиштата. Нормално имате наслон за раката со две остави за шишиња и тоа е тоа. Сега одиме да го видиме багажникот.
Багажникот нуди 620 литри багажен капацитет или 1290, односно рече 1300 литри багажен капацитет кој ќе се спуштат задниве седишта, се добива сосема рамен под, што ми се допаѓа. Тука е мала ивицава од подот со ивицата на браникот, така да не е страшно, имате нека мала остава тука од страна, за жал нема приклучок за струја, но имате куки за качалки, што е супер. Тука под оваа даска имате резервно тркало, мало резервно тркало што за 19-инчни тркали не е баш така мало. Ми се допаѓа што оваа даска, односно мрежа се вади, можете да поставите одоздола за да скриете. И тоа е тоа со багажникот. Сега може да одиме, се возиме. Возењето ќе го започнам со неколку интересни факти за кои што не верам дека голем дел од вас ги знае, тоа дека моторот кој што го имаме тука, тоа е 2.0 турбо бензинец со 190 конски сили и речиси 300 ньютон метри, е произведен од Bosch за Haval. Целата инсталација е исто така од Bosch. 7-степениов автоматски менувач е конструиран од BMW, така да станува збор за многу сериозни компании кои што се дел од ова возило. Тоа само значи колку Haval, односно Great Wall се потрудиле да изработат едно доста квалитетно и издржливо возило. Е сега околу перформансите ги кажав бројките, не мора повторно да ги кажувам. Ако сте малку поагресивни на старт, буквално можете да го ископате асфалтот под вас, толку многу е моќен моторов. Може да биде и брз. Секако за тоа помага и ова копче кој што ги менува режимите за возење, односно имате 3 во опција, тоа се нормал, еко и спорт. Не мора да објаснувам која е разликата од сите 3 режими, веќе знаете, само ќе кажам дека се чувствува голема разлика од режим до режим, така да сум навистина задоволен од ова копче, од оваа опција. Како едно големо и масивно возило кој што тежи речиси 2 тона, не се чувствува клатење во кривини, барем не се чувствува преголемо клатење. Нормално како по луксузно возило, луксузен бренд, се очекува да има комфортна и мека воžnја, што го има. И има еден интересен баланс, нуди мека воžnја, но исто така имате некое спортско чувство, да го кажам, зад волан. Затоа најмногу помага опцијата за цврстина на воланот. Имате меко, средно и цврсто. Со таа опција и режимот на возење можете да изберете буквално опција која што најмногу ви одговара на вас, да имате дали малку поспортска или малку помека воžnја. Околу безбедносните системи само ќе дополнам дека имате систем за задржување на автомобилот во лента кој што функционира доволно добро. Имате адаптивен темпомат кој што е одличен. Исто така имате за предупредување на возило од мртов агол и тоа многу ми се допаѓа бидејќи предупредувањето, односно светлосниот знак е тука внатре, не е надвор на ретровизор како во некои други возила. Плюс на сето тоа имате и звучен сигнал цело време кој што ве предупредува и ви дава многу подобра слика за возилата од страна. Бидејќи прегледноста е малку намалена, особено на задниот дел. Другите системи како автоматското паркирање веќе го видовме, другите ги спомнавме како грејачи на волан, седиште и така натаму. Единствена работа што ми фали тука во ова возило, можеби е панорама. Во дополнителна опрема можете да порачате, тоа ќе ве чини плюс 2000 евра. Инаку цената на ова возило во највисока опременост чини 27.400 евра. Тука ќе финиширам бидејќи сакам да размислите дали навистина се исплаќа да се земе некој извикан бренд со многу помала опрема, а за многу повисока цена, или нешто што изгледа повторно многу убаво, кој што е многу добро и квалитетно изработено, кој што е многу богато со опрема и со многу окей цена. Така да очекувам да ги видам вашите коментари подолу и се гледаме наредна недела со ново видео. Чао!